Добра вечер, почитувани гледачи. Термин за вестите на КТВ телевизија. ВОЗ прегази уште еден мигрант. Кај Демир Капија животот го загуби 35 годишен сириец. Згасна уште еден живот на сиријски државјанин. Мигрант кој се движел пеш по пругата е повторно прегазен од ВОЗ. Трагедијата се случила вчера доцна попладне после 19 часот кај надвозникот пред Демир Капија. Животот го загуби 35 годишен сириецот како во него удрил патничкиот воз кој сообраќал кон Гевгелија. Веднаш по несреќата на местото е направен увид од екипа на полицијата и јавен обвинител. Со последниот случај бројот на прегазени мигранти се искачи на 8. Најголем дел од загинатите биле жители на Сирија. Пред само една недела животот го загубија двајца браќа на железничкиот мост пред влезот во Велес. Предходно во центарот на градот загина мигрант, но се уште не утврден е неговиот идентитет. Пругата долж коридорот 10 е главната патека по која се движат мигрантите од државите на Блискиот Исток. Скоро сите транзитираат низ земјава, влегуваат преку Грција, а нивната крајна дестинација се западноевропските држави. Инаку, освен железничката линија, мигрантите ги користат и возовите. Досега се откриени над 200 бегалци. Најголемата група беше пронајдена во товарен воз. 150 мина се криеле во вагони натоварени со јаглен. Зимската служба на општина Кавадарци е подготвена за дејствување. Компанијата Јами, која ќе работи на одржување на улиците и локалните патишта, денеска го презентира збогатениот возен парк со зимска механизација. Компанијата Јами од Кавадарци годинава ќе работи на одржување на улиците и локалните патишта во текот на зимата во општина Кавадарци. Возниот парк со механизација за чистење на снегот е збогатен со нови современи возила. Од локалната самоуправа најавуваат дека и годинава зимската служба доследно ќе одговори на поставените задачи. Од прилика секоја година ова време заедно со вас одбележуваме отпочнување на зимската сезона. Тоа почна малку порано оваа година, меѓутоа се уште го немаме снегот за да прогласиме дека сме буквално спремни за првите врнежи од снег. Како и да е, заедно со изведувачот, компанијата Јами, бев денес на увид околу механизацијата, околу спремноста, околу подготвеноста да пристапиме кон првото чистење и мислам дека и исто како и минатата година и сите минати години максимално е подготвена механизацијата за да дејствува. Морам да подсетам и за вас и за целокупната јавност дека Кавадарци е една општина која што има втора територија по големина. Имаме многу села во Подкужевието, имаме во делот на Мариово, кои што бараат присуство на соодветна механизација. И исто како и до сега, на нивото се надевам дека и оваа година ние бараме што е можно помалку снег да одговориме на задачите и да имаме што малку проблеми. Меѓутоа, од друга страна пак сите сакаме и да имаме што е можно повеќе вода за наредната сезона, така што тоа го оставаме на Господ, а другото останува на нас. Мислам дека исто како и претходните години, компанијата Јами ќе биде спремна да одговори на сите предизвици. Собственикот на Јами, Митко Јанчев, исто така рече дека се подготвени со механизација и со работна сила за зимско одржување на улиците и локалните патишта, кои ги поврзуваат целата од Подкожувието со Кавадарци. Јами доел во изминативе години со самото добивање на зимска служба на тендерска документација се докомплетира со соодветна механизација. Исто и израдивме и стручни луѓе кадри кои што може да одговорат со таа механизација. Значи, тука има механизација која што треба да функционира во градското подрачје, механизација која што функционира во планински предели, тоа се нашите села кои што ги имаме под Кожов, кај што често пати има многу навојување на снег и повеќе од 2 метри, така да комплетно сме опремени со она што треба да се дејствува за снегот. СДСМ синоќ ќе одржа трибина во Кавадарци. Лидерот на партијата Зоран Заев се осврна на актуелни политички теми во државата, нагласи дека опозицијата не се откажува од 5 барања, меѓу кои и барањето за техничка влада. СДСМ не се откажува од 5 основни барања кои нудат решавање на проблемите кои ги тиштат граѓаните во Македонија. Бараме техничка влада за да имаме фер, регуларни и демократски избори. Ова меѓу другото синоќ го рече пред кавадарчани на трибина лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој се осврна на актуелните политички случувања во земјата и обвини дека секој нареден чекор на актуелната власт бил нова бездна. Обвини дека власта извршила целосна окупација на државата, медиумите биле под контрола на власта, а повеќе немало
немало државни институции, туку партиска администрација. Во моја изборна единица во Кавадарци, исто земјоделско како мојата Струмица, секогаш е податливо за дебата. Денеска темата е актуелните политички случувања во Република Македонија, актуелни теми, она што го тангира и за кое што е заинтересирано нашето население. Се надевам дека ќе имаме квалитетна дебата, каде што сме дојдени тимски да отвориме секој интересна тема за граѓаните, но секако и да добиеме и сугестии, заклучоци, критики, одредени прашања кои што граѓаните ги имаат до нас. Генерално, освртот е слободата и демократијата во Македонија, но секако зборуваме за се што е актуелно. Екстерното образование и проблемите на студентите. Мојот термин и проблемите во здравството. Проблемите во културата, проблемите во земјоделието, проблемите во малото стопанство, сето она за кое што се заинтересирани нашите граѓани. Со мене се пратеници, председатели на помалите политички партии, со мене се председатели на комисиите, општинските раководства. Подготвени сме за дебати, еве веќе неколку недели подред сме по целата наша Македонија. Интересот е одличен и се надевам дека тоа ќе дигне на посилен пиедестал демократијата во нашето општество. Луѓето ќе бидат поупатени за проблемите и секако ќе извршуваат својата граѓанска должност. Да бидат достоинствен, принципелен критичар кон она што не чини, а да го поздрават она што чини во Македонија. На нашето прашање кога може да се очекува да одекне бомбата што неодамна ја најави, Заев одговори дека се чекаат услови за да имало ефект од аргументите и доказите кои ќе се објавеле против власта. Точно е дека ова најава за аргументите и доказите кои што се во раците на опозицијата предизвикува одредено внимание. Секако согласно нашата стратегија и тогаш ќе бидат објавени тие аргументи и документи и докази. Причината е зошто Македонска банка и објавувањето на аудио снимката. Сите знаат како заврши. Затоа, кога граѓаните бараат Заев и опозицијата да ги соопшти аргументите и доказите, истите тие граѓани од нас очекуваат успешен ефект на тоа што ќе биде објавено како аргументи и докази. Не брзаме никаде, апсолутно мора да водиме грижа за државата, не е само да се објави нешто што не чини за власта, ако при тоа остава трага врз Македонија, тогаш не би биле честни кон нашата земја. Политичарите и политичките партии постоиме заради ова наша Македонија, така да нема потреба од брзање и одитање, согласно стратегијата и исполнувањето на сите наши очекувања, така и ќе се движиме. Важно е што имаме ваква максимална посетеност на секаде, важно е што отворивме дебатата во Македонија, разговараме, јас сум председател на најголемата опозициона партија, очекувам капацитетен СДСМ и кадровски и активистички подготвен за да биде достоинствена алтернатива која ќе замине оваа власт, а власта ќе замине. Заев говореше за лошите состојби во земјоделството, рече дека власта делела субвенции најмногу на своите членови, се манипулирало со корисниците на социјална помош. Подсети дека во 2005 година килограм смедеревка се откупувал по 13 денари, а кратошијата по 15 денари. Им сугерираше на кавадарчани сами да си погледнат во своите души, за да се уверат дека денеска тешко се живеело во државата. Дебата нема на телевизија, нема меѓу политичките партии. Дебата мора да има за да се напредува, да се надпреваруваме со идеи, да зборуваме за тоа што не тишти. И најтврдокорните во ВМРО ДПМН знаат дека работите во државата не ни чинат. Сите знаеме дека насекаде се чувствува демонстрација на сила и моќ. Наместо власта да се плаши од народот, кај нас народот се плаши од власта, рече Заев и нагласи дека трибините што ги организира СДСМ имаат токму за цел да се отвори дебата за се што не чини во државата. Искажа задоволство од големиот одзив на граѓаните. Пред кавадарчани синоќа говореа и председателскиот кандидат на последните избори на СДСМ Стево Пендаровски, лидерот на НСДП Тито Петковски, пошто граѓаните има можност да поставуваат прашања за актуелни случувања. Во развојните програми на институциите од културата во Кавадарци за наредната година се барат вкупно околу 5 милиони денари, кои воглавном ќе бидат наменети за подобрување на условите за работа и квалитетот во извршување на дејноста. Во планот на програмите за развој на општествените дејности во општина Кавадарци, кој минатата седница на Советот на општина Кавадарци беше едногласно усвоен, предвидени се вкупно околу 5 милиони денари за трите институции од културата, и тоа Домот на културата Иван Мазов Климе, Музеј галерија и библиотеката Феткин. Во својата развојна програма во Музеј галеријата се предвидува набавка на старо оружје, со што ќе се збогати колекцијата на оружје
во историското одделение, потоа издавање на фотомонографија, манастирите и црквите во Кавадарци за збогатување на книжниот фонд и изработка на нови сталажи за археолошкото, историското и етнолошкото одделение. Имено со откупот на оружје од лица колекционери со кои со години наназад музеј галеријата преговара ќе се овозможи збогатување на постоечката збирка на музејот и можност за изработка на постојана музејска изложба за револуционерното движење во Кавадарци од почетокот на 19 век до крајот на Втората светска војна. Издавањето на фотомонографијата воедно ќе овозможи на едно место да бидат ставени сите цркви и манастири во општина Кавадарци со одбрани и квалитетни фотографии и кратокопи за секоја од нив. За овие активности предвидени се вкупно 1.180.000 денари кои според планот треба да се реализираат до октомври 2015 година. Развојната програма на Домот на културата Иван Масов Климе за наредната година предвидува финансиски средства од околу 2 милиони денари со кои ќе се реконструира целата столарија за подобра енергетска ефикасност и естетика, доградба и реконструкција на гардероба и санитарен јазол со цел подобрување на условите за изведба на кино, представи и подобрување на хигиенските услови и изградба на магазин во дворот на Домот на културата со што ќе се создадат услови за чување на театарските реквизити и декори. Во оваа насока потсетуваме на изјавата на градоначалникот Александар Панов кој најави промена на столчињата во салата на Домот на културата и целосна реконструкција на сцената. Што се однесува до библиотеката Феткин, во нивната развојна програма се предвидува во наредната 2015 година промена на старата столарија со нова ПВЦ столарија за подобрување на условите на работа и отворање на игротека со која се предвидува развој на социјални и креативни вештини кај децата од 3 до 6 години и се очекува стимулирање на интелектуалните капацитети на децата и нивна подготовка за во училиште. Нивниот проект ќе чини 1.770.000 денари. Начинот на финансирање на овие развојни програми во трите институции од културата е учество на буџетот на општина Кавадарци со 10% од вредноста на проектот, а останатите средства со наменски донации и други донатори. Советниците на Коалицијата за подобра Македонија во Советот на општина Велес ке бараат зголемување на општинската стипендија, бидејќи како што велат, на Велес му се потребни млади образовани луѓе. Советничката група на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе побара зголемување на бројот на општински стипендии за средношколци и студенти. Советниците сметаат дека на Велес му се потребни млади образовани луѓе и токму поради ова се бара зголемување на бројот на општински стипендии. Советничката група на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, забележувајќи го зголемениот интерес за овие стипендии и од страна на студентите и од страна на средношколците, ќе го направи овој чекор. Забележително е од година во година на објавениот повик да се пријавуваат се повеќе и повеќе квалитетни кандидати кои што заслужуваат да бидат наградени од страна на локалната самоуправа. На утрешната седница на Советот ќе се достави барањето за зголемување на бројот на стипендии. Пред советниците утре е усвојувањето на нацрт буџетот, документ кој утврдува како идната година ќе се трошат општинските пари. Буџетот за 2015 година, кој во оваа фаза на донесувањето е во нацрт верзија и изнесува 776.591.525 денари, е во функција на исполнување на приоритетите кои беа поставени уште во предизборието. Истиот е во насока на забрзан локален економски развој, задоволување на потребите на граѓаните и сеопшт културен, економски, образовен и социјален развој на локалната самоуправа и граѓаните. Неодамна локалната самоуправа ги објави имињата на средношколците и студентите кои ќе добиваат општинска стипендија. Учениците во средно добиваат 1500 денари, а студентите 2000 денари месечно. Инаку и Комисијата за доделување на стипендиите откри дека се размислува за зголемување на бројот. Интересот растел континуирано. Годинава пристигнале 40 на пријави.
Винските региони на Вранча од Романија ќе се збратимуваат со тиквешијата. Иницијативата стигна на адреса на градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. На адреса на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов деновиве пристигна допис од амбасадорот на Република Македонија во Романија Лазаревски, во кој нашиот дипломат информира за неговото присуство на фестивалот на виното Бахус одржан во околината на Вранча и фестивалот на ракијата одржан во околината Парахово во Романија. На одржаните средби со представниците на општините од споменатиот регион од страна на амбасадорот Лазаревски иницирано е збратимување на винските региони Вранча од Романија и Тиквеш Македонија, па токму затоа градоначалниците на општините Неготино, Кавадарци и Демир Капија беа запознати со оваа иницијатива. На предлог на домакините пристапено е кон изготвување на нацрт договор за збратимување кој би се усогласил по брза постапка. Како конкретни содржини во делот на соработката се посочени негување на винската традиција и учество на општините од регионот на тиквешијата на фестивалот на виното во Вранча и возвратно нивно учество при одбележувањето на Свети Трифун, организирање заеднички работилници и семинари во доменот на лозарството и винарството, вклучително и соработка на стручни и академски институции со фокус на лозарството и производството на вино, како и збратимување на средни училишта од двата региона, особено на образовни установи со фокус врз лозарството и винарството. Градоначалникот Апостолов ја поздрави иницијативата на амбасадорот Лазаревски и изрази подготвеност и општина Неготино да се вклучи во реализацијата на овој проект. На 27 и 28 ноември годинава на армискиот полигон Кривола ќе се извршуваат боеви гаѓања. Од армискиот полигон Кривола ќе им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека од 27 до 28 ноември годинава во реоните Мушанци, Торови, Кашај, Тубре и Кукулци ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и за тоа да се известат надлежните органи од командата на полигонот или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Стрелиштето на кое ќе се извршуваат планираните гаѓања ќе бидат видно обележани согласно со законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување, се вели на крајот во соопштението од армискиот полигон Криволак. На рациновите средби во Велес најдобар е кавадарчанец. Благој Гроздановски од Општинското основно училиште Гоце Делчев ги усвојува првите места на државни и интернационални ликовни надпревари. И годинава на највисокото прво место најдобар меѓу сите надпреварувачи на рациновите средби во Велес е Благој Гроздановски, ученик во 9-то оделение при Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. Благој со години докажува дека во себе поседува извонреден уметнички талент кој навреме го препознал неговиот ментор, наставникот по ликовно образование Ристе Јосифов, со чијашто мотивација ученикот учествува на речиси сите државни и интернационални надпревари, од кои гордо за Македонија, Кавадарци и своето училиште го носи признанието првак или најдобар. Задоволен од она што досега го постигнал, Благој ветува уште ликовни дела и веќе е сигурен дека неговата професија ќе биде ликовната уметност. Многу сум горд за тоа што ја освоив оваа награда на 47-те рацинови средби, бидејќи на темата стара архитектура во Велес ја освоив првата награда. Горд сум со ово училиште, како и со менторот Ристе Јосифов, како и со директорката. Досега имам освоено многу други награди, како и во Македонија, така и во странство. Во странство имам учествувано на многу конкурси и имам добиено први награди. Тие се интернационални, како например во Јапонија. Ја добив првата награда со конкуренција од 40.000 цртежи, во Романија со конкуренција од 30.000 цртежи ја освоив исто така првата награда со златен медал, како се почестив и со сребрен медал. Исто така
освоив награда и во Чешка, односно бев почесен за награда. Во Америка сум финалист, исто така организирано од УНИЦЕФ на тема "Нека мирот завладее во светот". Исто така имам учествувано и во Македонија, во повеќе градови, како најново во Велес за детските рацинови средби, како и во Битола. Во Битола ја освоив исто така првата награда, беше темата традиционалноста во Македонија. Исто така имам учествувано и во ово училиште, односно во Општинското основно училиште Гоце Делчев на теми за поезија и ликовни творби, на тема Гоце Делчев. Исто така имам учествувано и во градот Кавадарци, организирано од Домот на културата и од Општина Кавадарци од градоначалникот. Ќе се школувам во Скопје, односно средното образование смер вајарство. Би сакал да имам убава иднина и да продолжам понатаму со мојата уметност. Гордо за успесите на овој ученик зборува и директорот на Општинското основно училиште Гоце Делчев Весна Крстева. Таа потенцира дека Благој е пример за останатите ученици и се надева дека успеси ќе го следат целиот живот. Минатата недела на 20 и 21 ноември по градот Велес по 47 пат се одржаа детските рацинови средби. Оваа културна манифестација традиционално секоја година се одржува во градот Велес во чест на големиот поет и револуционер Кочо Рацин. Нашето училиште беше почестено со тоа што бевме учесници да учествуваме како на ликовен, така и на литературен конкурс. На наше огромно задоволство, првото место на ликовниот конкурс на републичкиот надпревар ја освои ученикот Благој Гроздановски од 9-то одделение од Општинското основно училиште Гоце Делчев од Кавадарци. Како директор на училиштето Гоце Делчев сум горда за оваа награда на мојот ученик, бидејќи се работи за исклучително талентиран ученик, кој долги години наназад кон негова ликовното творештво и ликовната уметност му посакувам многу успеси и се надевам дека оваа награда ќе представува мотив и предизвик во понатамошното негово школување. Праксата покажала дека вакви таленти има секој училиште. Многу е важна поддршката на семејството, мотивацијата и навремената реакција од менторите, односно наставниците. Секој дете, секој ученик заслужува внимание, но исклучоците се за почит. На крај од вестите и прогноза за времето. Во утринските часови ќе има појава на магла и ниска облачност која ќе се задржи во поголем дел од денот. Во попладневните часови ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат од 0 до 6 степени. Максималните дневни од 4 до 12. Тоа беа подготвените содржини. Благодарам за вниманието. Имајте пријатни мигови со нашата програма.